Во минатото, улогата на жената во голема мера беше врзана со домаќинството, беше прецепирана како единствената која што треба да готви и чисти, која што треба да се грижи за домот и семејството. Додека улогата на мажот беше врзана за јавната сфера, обезбедување на финансиски средства потребни за екзистенција на семејството, како и општествена активност. Што покажуваат анализите? Дали е тешко ваквите сваќања во јавноста да бидат искоренети? На оваа тема разговараме подетално со представничка од Хелсиншкиот комитет Уранија Пировска. Ви благодарам за прифатената понуда, што не примивте да направиме кратко интервју за жените во руралните средини. Со какви предизвици се соочуваат жените од руралните средини? Дали имаат барем приближно еднакви можности како жените во урбаните средини? Мислам дека најограничувачкиот фактор е таа патриархална матрица, која што е владеачка, особено кога станува збор за руралните средини, кои што и наметнуваат одредена позиција на жената, која што главно се темели на стереотипи. Значи, едно е тоа што можат да го прават жените и што треба да го прават, и другото е што главно го прават мажите и тие имаат доминантната улога во јавниот и во приватниот живот. Од тие причини жените, особено кога станува збор за жените од рурални средини, не само поради ограничувачкиот фактор и средината во која што живеат, но и недостигот на информации и пристапот до услуги ги прави да бидат една вулнерабилна категорија, и тоа од сите аспекти на нивното живење. Значи, да се тргне од фактот дека, например, во одредени средини постојат и како да кажам, средини во кои што не владеат законите на оваа држава, туку се уште некои си племенски правила кои што жителите на тие средини си ги применуваат. Например, ние кога правевме анализа за состојбата со жените во руралните средини, особено се обидувавме да дојдеме во контакт со јуруците. Имено познато е дека таму девојчињата уште од 12 годишна возраст се мажат, тоа се договорни бракови, значи не станува збор за нивна можност да се вклучат во образовниот процес. При тоа очигледно е дека државата ништо не презема за тоа, иако станува збор, значи, за флагрантно кршење на правата на женските деца. Самиот тргнете од тоа, понатаму тоа представува понатаму пречка за да тие можат да ги остварат своите социјални права. Тие не ни знаат дека имаат одредени права во одредени средини. Например, еве, девојчињата кои што на 12 години ќе се омажат, а тоа представува традиција во средината во која што живеат, не ни знаат дека тоа не е во ред, дека тоа е прекршување на нивните права. Тие немаат допир со други информации кои што би ги довеле до една поинакво размислување или поинаква општествена свест. Главните точки околу кои што ние се фокусираме кога зборуваме за жените од руралните средини и поради тие точки главно сметаме дека се вулнерабилни, е недостигот на здравствена заштита. Тука пред се мислиме и на гинеколошки, значи секундарна здравствена заштита, гинеколошки услуги. Вие знаете дека дури во урбаните средини во некои центри нема достапност до гинеколози, во руралните средини тоа е уште по-ограничувачки фактор. При тоа немаат ниту информации за тоа како може да се заштитат. Значи, веќе тука зборуваме за репродуктивното здравје и можноста да користат контрацептивни средства за да спречат несакана бременост. Вториот сегмент е дека тие најчесто во тие средини не може да поседуваат имот. Главно имотот се води на име на мажот. Например, имаше една иницијатива во која што невладиниот сектор учествуваше, беше воочено дека постои дискриминација на жените фармери. Значи, имаше услови, жената можеше таа, да речем, дејност да ја извршува ако е во брак, да има родено едно дете, да е невработена, домаќинка и да живее во населено место од 200 жители на надморска височина од 700 метри. Значи, тоа правило
Не важеше за мажите, важеше само за жените. Меѓутоа, по наша реакција и по извршените консултации со Министерството за труд и социјална работа, тоа беше променето. Добро, понатаму каква е состојбата кога станува збор за можности за образование и вработување? Па голем е процентот на девојчиња кои што не продолжуваат со образование и пак ќе кажам дека тука одлучувачки фактор е средината и наметнатите правила на однесување во таа средина. Значи, главно факултетското образование, активностите во јавниот, политичкиот живот се нешто што треба да го прави мажот. За жената е тоа неважно, според мислењето на средината, доволно е да заврши основно или средно образование, бидејќи таа треба да биде домаќинка, тоа се стереотипите, која што треба да се грижи за семејството и за децата. Од тие причини е голем процентот на жените кои што не го продолжуваат своето образование, остануваат до степен на основно или највеќе до средно образование. Повторно ќе кажам, тука сметам дека одлучувачки фактор има и тоа, значи, размислувањето на средината, стереотипите кои што се уште се владеачки во тие средини, но и мислам дека недостасува една поголема анимираност на самата држава да ги на некој начин сервисира со информации жените во тие средини. Ако жените не можат да дојдат во информации, например, не користат интернет, не доаѓаат во допир со одредени информации кои што би овозможиле една поголема еманципација, мислам дека тука би можеле центрите за социјална работа, општините да го дадат својот придонес, да жените бидат поинклузивни во јавниот и во приватниот живот. Дали жените и девојчињата од руралните средини имаат каде да спортуваат и излегуваат, со оглед на тоа дека во голем дел објекти, збориме за кафеани, кафечи што ги имаат таму, пишува забранет влез за женски род? Видете, кога ќе влезете во помало место, главно што паѓа во очи е дека во кафеаните и во другите угостителски објекти главно се гости мажите. Тоа е, ќе кажам повторно, стереотип, тоа се предрасуди кои што владеат во тие помали места, дека тие угостителски објекти и кафеани не се места каде што треба да има и жени. И секако дека тоа представува и ограничување за самите жени. Размислувањата одат во насока дека жените кои што посетуваат такви места се жени со низок морал, со самото тоа им се наметнува одредена и виктимизација на жените па кои што се осмелуваат да го сторат. Тоа тие се секогаш во очите на средината во која што живеат оценети како неподобни. Прашањето, одговорот на тоа прашање е да, секако. Прво за спортување, јас искрено во помалите места, од тоа што сум можела да видам, не сум приметила дека има услови за такво нешто. И мислам дека тоа е крајно ограничувачки фактор кога станува збор за нивната еманципација и за нивното вклучување во јавниот живот. Како да се подобри состојбата на жените и девојчињата од руралните средини? Видете, невладиниот сектор многу работи по однос на тие прашања. Ние се трудиме да излеземе надвор од Скопје, да некако продреме во оние места каде што стварно не допираат информациите кои што допираат во главниот град. Меѓутоа тоа е многу тежок процес. Тоа не може да се случи преку ноќ. Прво заради тоа што секогаш тие жени кои што ќе се осмелат да излезат надвор од рамките на она што во таа средина се смета за дозволено, понатаму се соочуваат со осуда од таа средина и навистина треба еден голем ангажман и сите ресурси на државата, односно еве како што споменав и претходно, општините, центрите за социјална работа, да преземаат поголеми акции во кои што жените ќе бидат вклучени. Каде што жените ќе бидат во фокусот. На жените ќе им биде ставено до знаење дека тие ги имаат истите права како и мажите во оваа држава, дека се еднакви пред уставот и пред законите. Меѓутоа, пак ќе речам, тоа е нешто на што мора да се работи. Не е доволно само невладиниот сектор со своји активности да придонесува во таа насока. Мислам дека државата, ние патем сме и потписници на Истанбулската конвенција,
која што сега ќе треба полека и да се реално да има импликација во јавниот живот. Заборавив да споменам дека многу висок процент на жени токму од руралните средини се жртви на родово базирано насилство. Значи, насилство во домот од страна на нивните партнери главно, нешто што и понатаму во тие средини се смета за нормално. Многу често се случува кога некоја жена од тие средини ќе се обрати кај нас со таква пријава, многу често се случува да ни каже дека кога се обраќала во полиција или во центар за социјална работа, дека тоа најчесто било дочекувано со еден мощне, да речем разочарувачки одговори, реакција на насилството, дека тоа е работа на брачните партнери, тоа е нешто што треба да остане во семејството и дека тие тука не можат да се мешаат. Меѓутоа, Македонија има мощне висок процент на фемициди, значи убиства на жени, најчесто од нивните сегашни или поранешни партнери. Тоа што тоа останува неказнето, понатаму придонесува да тоа насилство продолжува. Кога нешто не се санкционира, тогаш родителите сметаат дека тоа е нормално, дека тоа треба и понатаму да се практикува. Значи, не станува збор само за ризик од невклучување во социјалната сфера, во јавната сфера, примање на здравствени услуги, туку станува збори за тоа дека тие жени најчесто се под ризик и од и физичко и сексуално насилство, и тоа најчесто во својот дом. Колку често има вакви пријави насилство врз жените, девојчињата од руралните средини? Има дали некоја информација? Мошне често, главно пријавите кои што се ги добиваме за родово базирано насилство се пријави кои што доаѓаат надвор од главниот град, значи во помалите места, и секогаш ние констатираме дека институциите во случаите кои што ги добиваме не ги искористиле сите мерки кои што им стојат на располагање за да го превенираат понатамошното насилство и да го санкционираат. Што покажува последната анализа направена од Хелсиншкиот комитет? Каква е состојбата со жените од руралните средини во споредба со минатото? Видете, значи постои разлика. Постои разлика од аспект на тоа дека се повеќе и повеќе ние успеваме да продреме до нив и постојат повеќе акции отколку што тоа беше случај со минатото. Акции во кои што тие се вклучени на некој начин. Еве, ние од Хелсиншкиот комитет особено работиме со текстилните работнички во Штип. Значи, тука веќе станува, без оглед на тоа што се работи за следење на тоа како тие ги остваруваат своите работнички права, ние одиме малце и подлабоко. Го следиме и нивниот статус во средината. Значи, ние не зборуваме само за тоа дали биле експлоатирани или не биле експлоатирани, дали им бил платен надоместен или плата, туку ние следиме и како работодавците се однесуваат кон нив и самата средина. Колку тие се дискриминирани и како жени, а не само како работнички. Значи, постои напредок од проста причина што еве, ние од кога почнавме да работиме на терен во Штип се случија неколку штрајкови на жените. Жените излегаа од погон и јасно ставија до знаење дека нема да се вратат назад на работа се додека не им бидат исплатени нивните плати и надоместоци. Тоа порано не можеше да се случи. Значи, тие добија охрабрување. Ние одевме таму и јас држев предавања таму за тоа кои се нивните права, не само како работнички, туку и како жени. Значи, тие сега знаат дека некој тоа го следи. Од наша страна знаат дека ќе им биде секогаш дадена бесплатна правна помош и дека ќе им помогнеме низ тој цел процес доколку се одлучат да тужат работодавец или било кој што сметаат дека ги дискриминира. Значи, постои разлика. Постои разлика, разликата е приметна, меѓутоа треба уште многу да се работи. За крај би сакала да ве прашам во врска со овогодинешната тема на Обединетите нации за одбележување на денот на жените во руралните средини, која е насловена "Руралните жени и девојчињата градат отпорност на климатските промени". Во ситуација каде жените кај нас се соочуваат со низа други проблеми. Што мислите, дали треба
односно што треба да биде главната тема кога станува збор за статусот на жените во руралните средини во Македонија? Па далеко сме од тоа да зборуваме дека нашите жени во рурални средини може да се занимаваат со климатските промени. Мислам дека тоа е нешто што е многу далеко како тема од нив, бидејќи тие се уште, да речам на некој начин, учат што се нивните фундаментални права. Значи, ние тргнуваме пред се од принципот на недискриминација. Принципот на недискриминација е основата на која што сите други права се остваруваат. Значи, ние сме буквално на почетоците кога тие треба да сватат, да научат кои се нивните права и како да се борат да ги остварат тие своји права. Значи, главно, мислам дека социјалните, здравствените права и правото на образование се главните точки околу кои што треба да се движат и нашите акции, но и акциите на самата држава, за да можеме да зборуваме за тоа дека навистина жената е инклузивна во општеството, дека жената е еднаков чинител и како и мажот. Госпоѓа Бировска, ви благодарам за одвоеното време и што прифативте да бидете дел од утринската програма на Алфа телевизија. Благодарам.